Благодарам на прашањето. Јас прво драго ми е дека сум поканен да зборувам на оваа тема. Мојата кариера јас ја започнав како истражувач во Истражувачкиот центар за родови студии во минатиот век, уште во 98-9 година, токму истражувајќи на теми поврзани со родова еднаквости, каде што имав прилика да учествувам во првите обуки на тогашни пратенички и пратеници на тема родова еднаквост. Значи, и многу ме е жал што после, речи си 3 децении, се навраќаме на овие основни, како да кажем, појми. Меѓутоа мораме, ќе кажем и зошто мораме. Меѓутоа, дефинитивно, уште тогаш имавме Центар за родови студии, уште тогаш имавме, сега веќе имаме катедра за родови студии, имаме да не речем надпартиска стратегија за родова еднаквост уште од 2013 година, кога на власт беше ВМРО ДПМН, да им подадеме признание дека во нивно време било да донесена таа стратегија за родова еднаквост. Имаме, да не забораваме, имаме сега председателка која што е шампион, има добиено медал за борба за родова еднаквост, така, и која што декларативно не престанува да се бори за родова еднаквост, дури кога оди во Генералното собрание на ООН, Обединените нации, каде што зборува дека родовата еднаквост и борбата против дискриминацијата е една од приоритетите на сегашната власт. Значи имаме декларативни заложби за родова еднаквост од председателката не само во Обединените нации, не само за 7 и 8 март, каде што зборува за исто така и афирмира родовата еднаквост, туку и се бори за родова еднаквост во безбедноста, укажува дека тоа е за повеќе генерали во армијата и така натаму, која што наведом декларативно не заборавила дека е борец за родова еднаквост. Меѓутоа, од друга страна имаме една друга тенденција, а тоа е тенденција да се избрише родовата еднаквост и секој споменување на родот и од каде е тоа сега. Значи тоа мора да го без ракавици да го кажеме. Ние како центар, ние како институт за медиуми и аналитика објавивме веќе анализи на не само медиумски, туку и други анализи на оно што се случуваше како протест на МБЦ и како борба против родова идеологија, каде што укажавме дека начело на тој протест во првите редови за тој транспарент на што го држа така наречената коалиција за заштита на децата се всушност активисти на проруската партија Родина, чија лидерка, една од лидерките и финансерките на Родина е исто така гласноговорник на таа коалиција за заштита на децата, и ние идентификувавме дека станува збор за директно руско вмешување, бидејќи таа партија е експонент на проруската милитантна политика, каде што родот е оружје во пропагандната војна против Запад. Односно, родот и борбата против родовата еднаквост е дел од пропагандната војна со дезинформации што ја води Русија и Руската православна црква против Западот, кој што се сатанизира. Вредностите на Западот се сатанизираат, а најмногу овие вредности како што се родовата еднаквост, меѓутоа и се што е поврзано со родот. Значи, борбата против ова што тие нарекуваат родова идеологија е дел од пропагандната војна на Русија против Западот, каде што одредени прокси, да речеме, во таа пропагандна војна действуваат во сите земји, не само во ЕУ и на Балканот, туку и кај нас, и кои што направи еден таков упад не само во МПЦ, туку и во сите други религиозни организации кои што го поддржаа тој протест. Како резултат на тоа се случи тоа што се случи тоа се спречи донесувањето на 2 закони во таа година, меѓутоа минатата година и оваа година имавме еден друг феномен
феноменот тоа е да продолжи тој обид и да се ефектуира тоа бришење на родовата еднаквост од одредени закони. И кои се последиците за тоа? Последиците за тоа е практично бришење на едно основно препознаено фундаментално човеково право. Бидејќи стана збор за препознаено право во Обединетите нации, не само во Обединетите нации, туку и во Советот на Европа, во Европската унија и така натаму. И сето тоа, парадоксот е, тоа се прави од името на заштита на децата, а всушност станува збор и за право кој што е признано како право на детето. И тоа не зборуваме само за право на родова еднаквост, туку и право на сексуално, на образование за сексуалноста, на сеопфатно сексуално образование, кој што препознаем исто како не само како човеково право, како право на детето во рамките на Обединетите нации. Значи, ние имаме директна последица на оваа милитантна, агресивна, пропагандна војна која што се води во Македонија против Западот и западните вредности е бришење на родовата еднаквост, бришење на едно препознаено човеково право. За жал, не е само руската милитантна политика дел од тоа, тие наоѓаат своји сојузници и во други политички центри на моќ, и на Запад, и центри на моќ политички кои што се поврзани со религиозните организации, кои што во основа се машки, каде што владеат мажи само, каде што жените се најмногу исклучени во религиозната сфера и кои што нормално се чувствуваат загрозени од политиката на родова еднаквост која што навлегува и навлезе во сите сфери на општеството, освен во некои сфери во религиозната сфера, во некои држави, меѓутоа во овие бастиони на религиозни бастиони се уште не е и оттаму тие се чувствуваат мажите кои што владеат во религиозните центри се чувствуваат загрозени нормално од оваа политика на родова еднаквост и сега заедно со одредени политички центри на моќ действуваат во насока на бришење на едно стекнато веќе основно човеково право како што е правото на родовата еднаквост. Оттаму, значи не станува само збор за напади на транслицата, туку овде станува збор за директни напади врз жените и она што веќе го стекна последниве 30 години после пекинската платформа, каде што родовата еднаквост беше признаена како не само како основна залежба, туку како основно човеково право. Така да ние после 30 години действување во насока на афирмација на родовата еднаквост, кога веќе имаме надпартиски политики за родова еднаквост, да се соочуваме со овакви феномени, сето тоа со еден потек да се избрише, да се бара од платформите, од мрежите, председателката да не го подпишува тој закон, каде што се брише тоа, а таа сепак да го подпише. Тоа е, ако ме прашувате мене, таа се избриша самата себе си и сето она што го правеше последните 30 години со тоа што дозволи да се избрише родовата еднаквост. И ја признавам нејзините декларативни заложби за родова еднаквост, меѓутоа од друга страна не можам да негирам дека таа стави подпис на закон кој што се брише родова еднаквост и оттаму сметам дека притисокот треба да се врши и кон председателката и кон сите оние, имаме министерки и во сегашната влада кои што се залагаат за родова еднаквост и за декларативно. Притисокот треба да биде кон сите нив и кон сите оние кои што имаат до сега гласано за постојните стратегии за родова еднаквост. Толку да не можам. Благодарам.